Со задоволство можам да кажам дека општина Аеродром е една од ретките општини, ако не е единствена, која нема ниту денар долг и која има обезбедено средства за наредните 4 години. Тоа се должи исклучиво на одговорно и домакинско работење. Пред вас е отчетот од нашето работење. Би ве замолил внимателно да го прочитате и да ги согледате сите оние работи кои што изминатите години ги работевме посветено во интерес на општина Аеродром, во интерес на жителите на општина Аеродром. Реализиравме повеќе од 200 проекти последните 4 години, со кои го подобривме вашето секојдневие, вашето мало, вашата околина. Општина Аеродром прерасна во непосакувано место за живење во Република Македонија. Ако порано главните спортски настани се одржува во другите општини во градот Скопје, денес општина Аеродром прерасна во спортска престолнина, гордост на спортистите и на жителите на општина Аеродром. Изграден е спортскиот центар Јане Сандански, кој полека прерасна во, како што кажав, гордост на општината и символ на успехот. Се изгради новата спортска сала во Горно Лисиче, како и повеќе мултинаменски спортски игралишта на местата каде што тие недостасуваа. Исто така се изгради и куќа на фудбалот, придружена од 4 спортски терени на место кое во минатото представуваше една лоша слика за општината. Денес овие терени ги користат дечиња и млади репрезентативци. Денес Аеродром е општина која што има 28 метри квадратни зеленило по глава на жител, што е 3 пати повеќе од европскиот стандард. Изградени се последните неколку години поголем број на паркови и засадени се повеќе од 50.000 дрва, кои што долгорочно ќе ја подобрат нашата животна околина. Изградивме ново училиште во районски центар Аеродром, а во моментов се гради ново училиште во населбата Лисиче во соработка со Министерството за образование. Постојните училишта целосно се реконструира. Дечињата секоја година добиваат бесплатна училишна облека. Кај нас во општина Аеродром се трудиме меѓу децата воопшто да не постојат класни разлики, за тие да можат безгрижно да растат и да се образуваат. Изградивме 3 нови градинки. Една во районски центар, друга во Горно Лисиче и третата во населбата Јане Сандански. На прагот сме да отпочнеме со изградба на 4-та градинка која што ќе се наоѓа во Ново Лисиче. Во градинките воведовме и бесплатен јазик за сите дечиња. Бесплатен англиски јазик за сите дечиња. Општина Аеродром целосно се урбанизираше. Имено во руралниот дел изградивме целосно нова канализациона мрежа и може со гордост да кажам дека во градот Скопје единствената рурална средина која што целосно и урбанизирана се наоѓа во нашата општина. Се работи за руралниот дел Горно и Долно Лисиче во општина Аеродром. Го проширивме патот, кој 50 години воопшто не беше ниту реконструиран, патот Горно-Долно Лисиче. Изградивме тротоари и ново осветлување во руралниот дел, а во моментов се гради и атмосферска канализација и се менува целосно водоводната мрежа во Долно Лисиче. Ги реконструиравме речиси сите улици во Горно Лисиче. Во Аеродром и во Ново Лисиче изградивме нови 3000 паркинг места и ги проширивме постоечките. Изградивме целосно нова инфраструктура на местата каде што се изградија нови објекти. Почитувани граѓани, уште еднаш сакам да потенцирам дека општина Аеродром е единствена општина во Република Македонија која што нема ниту денар долг, ниту пак има земено било каков кредит, а има обезбедено средства за наредните 4 години. Пред вас е отчетот од нашето работење. Отчетот може да го видите и во електронска верзија на нашата официјална интернет страница, како и на фан страницата на Facebook. Ве молам внимателно да го прочитате. Тоа е нашата посветена работа која носи подобро утре. Овој отчетот тој ќе биде дистрибуиран до сите граѓани на општина Аеродром, истовремено ќе може во електронска верзија да го видите на нашата веб страна и фанпејдж страна на општина Аеродром и на мојата фанпејдж страна. Може прашање поврзано со темата? Да, повелете. Ново Лисиче секоја зима е една од општините која покажува највисока загаденост. Има ли планови за оваа година како да се... Да, сега, како што кажав, општина Аеродром има ставен акцент на изградба на нови паркови и во иднина планираме во таа насока да продолжиме да се движиме. Имаме засадено повеќе од 50.000 дрва изминатите неколку години. Очекувам долгорочно тие да го дадат својот ефект и значително се подобри животната средина. Во меѓувреме
Имаме и студија на Министерството за животна средина која што конкретно укажува на тоа кои се најголемите загадувачи во нашата општина за едно темелно и системско подобрување на состојбата ќе мора покрај тоа што општината го инвестира и го вложува во таа насока, ќе мора да се уклучи владата на Република Македонија преку субвенции на домакинствата кои што се греат на дрва и на тој начин јас верувам дека во голема мера ќе го решиме проблемот. Исто така и со намалување на корисниците на автомобилите со користење на јавниот превоз преку зголемување на свеста на граѓаните, јас верувам дека сите заедно можеме да ја подобриме животната средина.